Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги гледачи, драги пријатели, поздрав од студијето на Адвентистичко радио Глас на надежта од Кавадар. Си започнуваме нашата дневна емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Еве денеска мислата на денот или на самиот почеток на ова емисија гласи: Божите ветувања, темел на вистинската надеж. Луѓето често ветуваат, но не секогаш ги исполнуваат тие своји ветувања. Човечките ветувања се ограничени, честопати се прават можеби со добри намери, но реалноста не надминува или не се тоа остварува во реалниот живот. Божите ветувања се различни, тие се дадени од оној кој има мог да ги исполни. Кога човекот ја гради надежта врз Божјата реч, тој стои на цврст темел. Библијата е исполнета со ветувања за присуство, сила, простување, утеха и вечен живот. Тие не се празни зборови, туку божествени гаранции. Еве го библискиот текст за денеска кој го наоѓаме во Исаја 40 глава, 8 стих. Тревата се суши, цветот овенува, но словото на нашиот Бог останува довека. Овој стих, драги гледачи, не учи дека надежта која се потпира на Библијата, на Божјата реч, е надеж што обстојува, преживува и победува. Нека навистина нашата надеж се потпира на Бога, а Библијата зборува за нашиот вечен Бог, кој е непроменлив, кој е постојан и од секогаш и ќе биде за секогаш. Одеме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Господе, Твоја е љубав као сунчев сјај. Она ме привлачи к Теби, зове у загрљај. Осјеќам Те сам, снагу на мене изљеваш. Господе, Твоја е љубав као сунчев сјај. Она ме привлачи к Теби, зове у загрљај. Осјеќам Те сам, снагу на мене изљеваш. И зато Тебе Tebe volim. Ti si meni sve, Ti si meni sve.
privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sad, snagu na mene izljevaš. Gospode, tvoja je ljubav kao sunčev sjaj. Ona me privlači k tebi, zove u zagrljaj. Osjećam te sam, snagu na mene izljevaš. I zato tebe zato tebe volim. Ti si meni sve, ti si meni sve, За бракот. Исус ги благословува децата. За богатиот младич. Глава 19. Кога ги заврши Исус тие зборови, тргна од Галилеја и пристигна во пределите јудејски од Аде Јордан. По него дојде многу народ и он ги исцели таму. И дојдоа кај него фарисеите што го искушуваа, па му рекоа: може ли човек да ја остави жената своја за каква и да било причина? Он им одговори и рече: Не сте ли читале дека оној што ги создаде во почетокот, маж и жена ги создаде и рече: затоа ќе остави човек татко и мајка и ќе се прилепи до жената своја и ќе бидат обата едно тело. Па така, тие веќе не се двајца, а едно тело. А Бог што составил, човек да не разделува. Тие му рекоа: зошто тогаш Мојсей заповеда да ја даде мажот разводно писмо и да ја напушти? Он им одговори: Заради вашите жестоки срца Мојсей ви разрешил да ги оставите жените своји, но во почетокот не беше така. Јас пак ви велам, оној што ќе остави својата жена, освен поради прелюба, и се ожени со друга,
тој прави прелюба, и оној што ќе се ожени со напуштена, прелюбодејствува. А учениците негови му рекоа: ако е таков долгот на човекот кон жената, тогаш не треба ни да се жени. Но он рече: Не сите го примаат овој збор, а само оние на кои им е дадено. Зашто има скопени, така родени од мајчината утроба, а има скопени и од луѓе, но има и такви што се скопени само заради Царството Небесно. Кој може да прими, нека прими. Тогаш доведоа при него деца, за да ги положи рацете над нив и да се помоли, а учениците им бранеа. Но Исус рече: Оставете ги децата и не пречете им да доаѓаат при мене, зашто на такви е Царството Небесно. И кога ги положи рацете над нив, Исус си отиде оттаму. И ете, еден човек, кога пристапи до него, му рече: Учителе добар, какво добро треба да направам за да имам живот вечен? А он му говори: Зошто ме наречуваш добар? Никој не е добар освен единиот Бог. А ако сакаш да влезеш во животот, пази ги заповедите. Тој му рече: Ој, а Исус одговори: Не убивај, не прелюбодејствувај, не кради, не сведочи лажно. Почитувај го татка си и мајка си, сакај ги ближните своји како себе си. Младиот човек му рече: Сето тоа сум го запазил од младини, што ми е уште потребно? Исус му кажа: Ако сакаш да бидеш совршен, оди, продај го имотот свој и раздели го на сиромаси, и ќе имаш сокровиште на небото, па дојди и врви по мене. Штом ги чу младиот човек тие зборови, си отиде, нажален од имаше голем имот. А Исус им рече на учениците своји: Вистина ви велам, богат мачно ќе влезе во Царството Небесно. И уште ви велам, полесно и е на камилата да мине низ иглени уши отколку на богатиот да влезе во Царството Божјо. Кога го чуја тоа, учениците многу се зачудија и рекоа: Тогаш кој може да се спаси? А Исус, кога погледна на нив, им рече: За луѓето тоа не е можно, но за Бога се е можно. Тогаш Петар одговори и му рече: Ете, ние оставивме се и по тебе одиме. Што ќе стане пак со нас? А Исус им рече: Вистина ви велам, дека вие што врвите по мене при повторното раѓање, кога Синот човечки ќе седне на престолот на славата своја, ќе седнете и вие над 12 престоли и ќе судите над 12 Израилеви колена. И секој што остави куќа или брат или сестра или татко или мајка или жена или деца или ниви заради моето име, ќе наследи 100 пати повеќе и ќе добие живот вечен. И мнозина први ќе бидат последни, а последните први. Gospodin
Дали Бог го цени мојот живот? Понекогаш светот не изгледа како рај. Се будиме, длабоко вдишуваме воздух крај отворениот прозорец и гледаме надвор како златните сончеви зраци ги осветлуваат листовите на дрвета, истакнувајќи ги нивните прекрасни бои. Некои мигови го прават животот многу или премногу драгоцен. Лицето на драг пријател при разделба, музичко дело кое совршено го одразува човечкото расположение. Ненадајно изразување на детска љубов. Меѓутоа, во други денови почитувани светот не изгледа како место на ужас. Се будиме и ги гледаме насловите во весниците кои известуваат за уште еден терористички напад при кој е осакатено или ослепено дете. За уште еден убиец кој што туку и го одзел животот на својата 10-та жртва. Повторно слушаме за глад, војна или земјотрес. Тоа се моменти во кои ништо нема смисла. Правдата едноставно како да не постои. Слушаме за млади мисионери убиени од припадниците на некои племиња на кои отишле да им помогнат, а истовремено читаме за водачи на мафија кои обкружени со своите внучиња уживаат во раскошниот живот на своите богати имоти. Што значи се во ова? Можеме ли во нашиот свет, кој е истовремено и прекрасен и страшен, да најдеме некаква смисла? Има ли Бог некој план со него? Зошто сме овде? Дали мојот живот му е важен на Бога? Или јас сум само една мала честичка во некоја огромна вселенска маглина? Прво, Бог го создал совршен свет. Да почнеме со фактот дека Бог е Творец кој го замислил и обликувал сето она што постои, од звездените галаксии до крилјата на пеперутката. Колкав временски период му бил потребен на Бога за да го изврши величественото чудо на создавање. Библијата вели преку Словото на Господ беа создадени небесата и преку Духот на устата Негова сите нивни воинства. Зашто тој рече и тие настана. Тој заповеда и се создадоа. Бог треба само да проговори, почитувани, да искаже желба, а електроните, протоните и неутроните за миг да ја послушат неговата волја. На Бога не му треба долг временски период за да ги реализира своите намери. Ние се обидуваме да ја ограничиме неговата сила кога тврдиме дека на Бога му биле потребни милиони години еволуција за да го создаде светот. Ако сака, тој тоа може да го стори за миг или во текот на одреден временски период. Второ, светот создаден за 6 дена. Колку време му било потребно на Бога за да го создаде нашиот свет? Библијата вели зашто за 6 дена ги создаде Господ небото и земјата, морето и се што е во нив, а во 7-миот ден си отпочина. Заради тоа Господ го благослови 7-миот ден и го освети. 2 Мојсеева 20:11. Вечниот семоќен Творец можел да го создаде светот за еден миг со својата реч, но кога Бог решил да го создаде светот, тој решил тоа да го стори за 6 дена. Нему и на неговата творечка сила не им биле потребни 6 дена. Доволно му биле само 6 минути, па дури само 6 секунди. Првата глава на Библијата, 1 Мојсеева или Битие, опишува што создавал Господ секој ден во текот на седмицата на создавањето. Ајде да го прочитаме тој дел од Светото писмо. Седмица на создавање. Првиот ден светлина, одвојување на денот и ноќта. Вториот ден атмосферата. Третиот ден копното, вегетацијата. Четвртиот ден се појавуваат сонцето и месечината. Петиот ден птиците и рибите. Шестиот ден животните на земјата и седмиот ден сабота. Кое врвно дело го создал Бог во шестиот ден и со него го крунисал создавањето. Читаме, потоа Бог рече да создадеме човек според нашиот образ и според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небесните птици, над зверовите и над добитокот на целата земја и над сите гадинки што лазат по земјата. И Бог го создаде човекот според својот образ, според својот лик. Го создаде машко и женско ги создаде.
Бог решил да создаде единки кои како него може да размислуваат, да чувствуваат и да сакаат. Секое човечко суштество е создадено според Божјиот лик. Ова е првата добра вест во Библијата која ќе ни помогне да се разбереме самите себе. И Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот стана душа жива. 1 Мојсеева 2:7. Во 6-тиот ден светот бил исполнен со растенија и животни. Бог бил подготвен да го круниса делото на создавањето. Семокниот го создал телото на Адам и од земниот прав. Кога Бог му вдахнал животен здив во ноздрите, човекот станал жива душа, односно оживел, станал жив човек. Бог на првиот човек му го дал името Адам, што значи човек. И довршувајќи го своето дело на создавање на човекот според својот лик, Бог ја создал и првата жена Ева, што значи жена. Првиот Божји дар бил создавање на човечката заедница. Седмицата на создавањето. Првиот ден, рековме, светлината, одвојување на денот од ноќта. Вториот ден, атмосферата. Третиот ден, копното, вегетацијата. Четвртиот ден се појуваат сонцето и месечината. Петиот ден, птиците и рибите. Шестиот ден, животните на земјата и седмиот ден, сабота. Кога излегли од рацете на Создателот, Адам и Ева го одразувале неговиот лик. Семокниот можел да ги програмира човечките суштества да талкаат низ Едемската градина и да ги подигаат своите раце во знак на обожавање на секое негово движење. Тој можел да создаде актери кои што совршено би ги играле своите улоги. Меѓутоа, тој сакал нешто повеќе од тоа. Сакал да воспостави вистински меѓусебен однос со своите созданија. Животните може да бидат приврзани домашни миленици, но тие не може да остварат осмислен разговор. Работите може да се смеат, да зборуваат учтиво, дури и да мијат садови, но не умеат да сакаат. Ова е причината зошто Бог го создал човекот. Тој не можел да ни укаже поголема чест од таа да не создаде според својот лик, со можност да размислуваме, да избираме, да помниме, да сакаме и да разбираме. Адам и Ева станале круна на создавањето. Тие биле Божји деци, зато му се неискажливо драгоцени. Број 3. Појавување на злото во совршениот свет. Адам и Ева ги имале сите услови да бидат срекни. Тие уживале во совршено ментално и физичко здравје и живееле во совршена, уредена градина која била нивни дом. Бог им ветил деца, способност творечки и креативно да размислуваат и да најдат задоволство во делата на своите или на неговите раце. Тие одржувале секојдневна блиска заедница со својот Творец, сретнувајќи се со него лице во лице, вели Библијата. Немало грижа, страф или болест, што би ја попречиле нивната среќа. И ние понекош можеме да го доживееме слабиот одсеј на тоа време во рајот, во миговите кога животот ни се чини вреден и драгоцен. Но што е со другата страна на животот? Како се случило светот толку сурово да се претвори во место на страдање и маки? Втората и третата глава од првата книга Мојсеева сеопфатно известуваат за тоа како гревот се појавил на нашиот свет. Прочитайте ги, а ние овде ќе дадеме кратко резиме на овие две глави. По известно време, откако Бог го создал совршениот свет, сатаната дошол во Едемската градина да ги искушува Адам и Ева и да ги наведе на непослушност кон нивниот Творец. Бог ограничил подрачето на влијание на сатаната на едно дрво во градината, дрвото на познавањето на доброто и на злото. Тој исто така ја предупредил првата брачна двојка да не се приближува на ова дрво и никогаш да не јаде од него, зашто ќе умрат. Меѓутоа, Ева еден ден шетала покрај забранетото дрво сама. Ѓаволот веднаш го започнал своето убедување. Тој тврдил дека Бог не ја кажува вистината, дека тие нема да умрат ако вкусат од плодовите на дрвото, туку ќе станат мудри како Бога и ќе знаат што е добро и што е зло. До тогаш Адам и Ева знаеле само за она што е добро. За жал Ева а подосна и Адам дозволиле ѓаволот да ги измами, вкусиле од плодот на забранетото дрво и со тоа нарушиле врската на доверба и послушност кон Бога. Бог сакал Адам и Ева да бидат господари на светот што го создал, 1 Мојсеева 1:26, но бидејќи ја прекинале врската на доверба,
и по своја грешка го избрале сатаната за свој нов водач, човечката двојка ја изгубила власта на земјата. Ова бил првиот чекор што ја навел нашата планета да се побуни против Бога. Сатанат и денес го мами целиот свет и дава се од себе за да ги зароби луѓето. Често пати се затекнуваме себе си како правиме некое себишно или сурово дело, иако би сакале да го правиме токму спротивното. Зошто е тоа така? Затоа што силите на злото действуваат во нашиот свет. Невидливата непријателска сила, ѓаволот, сатаната прави се да го уништи моралот на луѓето. Бројните бесмислени и застрашувачки злосторства, за кои навистина се плашиме и читаме се последици на действувањето на поединци кои свесно или несвесно се препуштиле себе си на силите на злото и кои прават навистина големи злосторства. Додека читате третата глава од прва книга Мојсеева, почитувани, ќе откриете дека непослушноста ги принудила Адам и Ева во својот страв да се сокријат од Бога. Гревот влие на се што е создадено. Трнот расне покрај цвеќето, почвата трпи суша, а обратувањето на земјата станува се потешко. Болести, љубомора, непријателство, недоверба, алчност ја зголемува човечката мизерија, а најстрашно од се е дека со гревот настапила и смртта. Четврто, кој е ѓаволот што нашиот свет го заразил со грев? Новиот Завет го спомнува ѓаволот, на грчки клеветник или сатана на еврејски, противник, непријател, околу 100 пати. Библијата јасно учи дека сатаната е жива, реална личност. Што дознаваме од Исуса за карактерот на сатаната? Еве што вели Исус. Вашиот татко е ѓаволот и вие сакате да ги исполнувате желбите на својот татко. Тој е човекоубиец од почетокот и не стои во вистината, зашто во него нема вистина. Кога зборува лага, говори од себе зашто е лажливец и татко на лагата. Јован 8:44. Според Исусовите зборови, сатаната е творец и татко на гревот во вселената, татко на гревот, убиствата и лагата. Томас Карл, голем англиски филозоф, Валт Емерсон, некој од најсиромашните лондонски улици, додека тивко чекореле гледајќи ги бедат и злото околу себе, Карлајт го прашал својот сопатник: веруваш ли сега дека постои ѓаволот? И ние денес можеме да појдеме во слична обиколка во болниците, затворите, тамо кај што има сиромашни предградија, или да ги следиме ТВ преносите од борбените жаришта каде се сакатат и убиват недолжни луѓе, тогаш ќе се прашаме, верувате ли сега дека постои ѓавол? Да, постои. Број 5. Дали Бог го создал ѓаволот? Од каде според Исусовите зборови дошол ѓаволот? Го видов сатаната како падна од небото, како молња, вели Исус. Како Библијата го пишува падот на ѓаволот од небото? Еве што пишува: и настана војна на небото, Михаел и неговите ангели војува против змевот, а змевот и неговите ангели војува против нив, но беа поразени и за нив веќе не се најде место на небото и беше исфрлен големиот змеј, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која мами целата вселена, беше соборена на земјата и заедно со неја и ангелите нејзини беа исфрлени. Дали Бог го создал ѓавол, почитувани? Не. Се што прави Господ е совршено. Добриот Господ никогаш не би создал ѓавол. Меѓутоа Библијата сепак тврди дека сатаната заедно со ангелите, кој ги прелажел, го изгубил своето место на небото и дошол на земјата, на кој успел да предизвика бунт, одземајќи ја власта на Адам и Ева над нашиот свет. Од каде дошол ѓаволот тогаш? Како воопшто се нашол на небото? Еве што пишува: ти беше помазан херувим заштитник, јас те поставив за тоа. Ти беше на светата Божја гора, одеше среде огнени камења. Ти беше совршен на патишата свој до денот кога беше создаден, додека не ти се зачне беззаконие во срцето. Езекија 28 глава. Според овие стихови Господ не го создал ѓаволот, туку тој создал совршен ангел кој подосна полека се преобразувал во сатана. Ѓаволот го започнал својот живот како еден од најблискавите небесни ангели, стоејќи толку близу до Бога крај Божјиот престол. Но станал ѓавол
кога му се зачна беззаконие во срцето, фрлен од небото се правил дека им е пријател на Адем и Ева. Но токму на тој начин станал најопасен непријател на целото човештво. Кога во карикатурите ќе го видите ѓавол со рогови, опашка, раздвоени копита, не заборавајте дека Библијата не го опишува на таков начин. Од Библијата дознаваме дека големиот Божи непријател некогаш бил прекрасен ангел, мудар и свет ангел. 6. Зошто сатаната сгрешил? Ако Бог го создал сатаната како совршен ангел, зошто тој станал злобен? Како падна од небото деницо? Вели Библијата, сине на зората. Како ли си симнат на земјата ти, угнетувачу на народите, зборуваше во срцето свое, ке си искачам на небесата, над Божите звезди, ке си издигнам престол за себе, ке си искачам во облачните висини, ке бидам еднаков со Бога или со Севишниот. Исаја 14 глава. Луцифер, звездата деница, што значи светлоносец, е првобитното име за битието кое станало Сатан или ѓавол. Во срцето на овој ангел се појавиле честолюбие и горделивост, која замениле неговата преданост кон Бога. Семето на горделивоста растело се додека Луцифер формално не бил обседнат од мислата да го заземе Божето место. Иако Бог веќе му дал висока положба на небото, старешинството над ангелите, тој сакал уште повеќе. Зависта кон Бога се повеќе раснела, се додека не решил да го превземе неговиот престол. Луцифер настојува почитуване да ги убеди другите небесни суштества дека неговиот план е подобар, дека Бог крие нешто од нив и дека Божиот закон премногу ограничува. Го представувал Бога како безчувствителен владетел кој не се грижи за своите подчинети. Така тој го клеветел името на оној чиј карактер ни покажува што е вистинска љубов. Како завршил овој судир на небото? Еве што вели: од убавината твоја се возгордија срцето твое, поради богатството твое си ја загуби мудроста своја, затоа јас ке те соборам на земјата. Езекија 28:17. Кога срцето на Луцифер се исполнило со горделивост, тој решил да се побуни против Бога. Бог морал да го отстрани од небото. Зошто? Бидејќи горделивоста и себичноста се корен на секој греф и не може да опстојат во Божето присуство. Луцифер ја изопачил љубовта кон Бога во нездрава љубов кон себе си. Љубомората направила праведникот, односно предводникот на ангелите да стане ѓавол или сатана. За да се зачува мирот и хармонијата на небото, тој 1/3 ангелите кои му се придружиле во бунтот морали да бидат оддалечени од самото небо. 7. Кој е одговорен за гревот? Зашто Бог не создал суштества кои што не може да сгрешат. Да го сторил тоа, дали би постоел проблемот на злото во денешниот свет? За да одговориме на ова прашање, треба уште еднаш да се присетиме зашто Бог не создал. Тој сакал суштества со слободна волја, разумен однос. Господ сторил нешто што може само тој. И Бог го создаде човекот според образот свој. Тоа значи дека ние сме слободни и одговорни суштества. Ние сами одлучуваме дали ќе го сакаме Бога или ќе му го свртиме грбот. Која посебна способност им ја дал Бог на луѓето по која се разликуваат од животните? Ако пак не ви е мило да му служите на Господа, одберете си сега кому ќе му служите, на боговите или на коим служија вашите предци, кога беа од она страна на рекат, или на боговите на аморејците во чија земја живеете, а јас пак и домот мој ќе му служиме на Господа, рекол Исус Навин. Бог ги повикал луѓето кои ги создал според својот лик да изберат добро, бидејќи личната способност за сваќање им открива дека Божиот пат е најдобар. Тој со така им кажува да се одвратат од злото, зашто нивната способност за расудување ги предупредува на последиците од гревот и непослушноста. Бог не морал да не создаде како слободни морални суштества. Само суштества со способност за расудување и избор може да доживеат вистинска љубов. Тој сакал да создаде суштества кои може да го сватат и почитуваат неговиот карактер, слободно да одговорат на неговата љубов, а и спрема другите да бидат исполнети со љубов. Бог по секоја цена сакал да ја сподели својата љубов и затоа презел голем ризик, создавајќи луѓе кои ќе имаат можност слободно да избираат. Тој знаел можноста дека на еден ден
дека еден ден некој од неговите суштества може да му ја откаже послушноста. Сатаната прв во Вселената донел такво решение. Така со него почнала трагедијата на гревот, вели апостол Јован. 8. Крстот го овозможува уништувањето на гревот. Зошто Бог не го уништил Луцифера пред да се расшири болеста на гревот? Важно е да се има на ум почитување дека сатаната го довел во прашање Божјото владење, Божјата праведност. Тој шири лага за Бога. Самата помисла да шират лаги на никого претходно не им се родило во умот такво нешто кај ангелите. И затоа Бог морал да изреагира. Ако Бог веднаш го уништи Луцифера, ангелите веќе не би му служили од љубов, туку од страв. Тоа било спротивно на целта за создавање на суштества со слободна воља и слободен избор. Како некој можел да знае дека Божјот пат е најдобар? Никој дотогаш не се осмелил да појде по друг пат. Бог на сатаната му дал можност да се определи, затоа добил можност да им се обрати на Адам и Ева. Ова планета станала место на опит, на кој карактерот на сатаната и суштината на неговото царство се споредуваат со Божјето. Кој има право? Кому да му веруваме? На ова прашање треба да одговори големата борба меѓу Христа и сатаната. Измамата на Луцифер морал да биде откриена за да може целата Вселена да се увери во неговата измама или намера. Требало време за да ја сватат разорноста на неговиот предлог, но на крајот секој ќе свати дека смртта е плата за гревот, но благодатниот Божји дар е вечен живот во Христа Исуса нашиот Бог. Сите суштества во Вселената тогаш ќе се сложат со изјавата: дали Бог го цени мојот живот? Големи се и прекрасни Твоите дела, Господи Боже, Вседржителу. Праведни и вистински се Твоите патишта, Цару над народите. Кој нема да се уплаши од Тебе, Господи, и не ќе го прослави Твоето име, зашто само Ти си свет. Сите народи ќе дојдат и ќе се поклонат пред Тебе, зашто се покажа Твоите праведни судови. Кога сите ќе ја сватат смртоносната и разорна природа на гревот и намерите на сатаната, Бог ќе може да ги уништи и сатаната и гревот, почитувани. Тој исто така ќе мора да ги уништи и они кои тврдоглаво ја одбиваат неговата милост и го следат патот на сатаната. Затоа ќе кажеме во следните предавања: самиот Бог, како и ние, сака да го разреши проблемот на гревот и страдањето. Меѓутоа, тој чека тоа да го стори веднаш, односно еднаш и за секогаш, да ја зачува нашата слободна волја и да го спречи повторното појавување на злото. И сега како можеме да бидеме сигурни дека Бог ќе го уништи гревот за секогаш? Еве што пишува: а Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќта. Во тој ден небесата ќе поминат со голема бучава, а вжарените стихи ќе се распаднат и земјата ќе изгори со сите дела што се во неа. А ние, според неговото ветување, очекуваме нова небеса и нова земја во кој пребива правдата. Кога Бог конечно ќе му каже на гревот се заврши, гревот ќе го снема за секогаш. Вселената веќе никогаш нема да биде заразена со грев. Трагичните последици на гревот толку јасно ќе се истакнуваат што непослушноста кон Бога ќе им биде одвратна на сите за цела вечност. Што го возможува конечното уништување на сатаната и гревот? Еве што пишува: бидејќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа преку смртта да го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние кои поради стравот од смртта цел живот беа во робство, вели апостол Павле. За време на Христовото распнување целата Вселена видела кој е сатаната: измамник, лажливец и убиец. Така сатаната го открил својот карактер, поттикнувајќи ги луѓето да го убијат невиниот Божи син. Жителите на целата Вселена виделе колку е безумен и суров гревот. И кога Бог еднаш ќе го уништи сатаната и сите они кои покрај се упорно продолжуваат да прават грев, секој ќе признае дека Бог е праведен. Исусовата смрт на крстот го потврдила отстранувањето на гревот од Вселената, бидејќи пред целата Вселена ги разоткрила вистинските намери на сатаната. Крстот исто така покажува кој е Христос.
Спасителот на светот, на Голготе јасно се покажала спротивноста меѓу моќта на љубовта и љубовта кон моќта. Голгота за сите времења докажал дека само љубовта и само пожртвуваноста го мотивираат Бога во сите негови постапки кон сатаната, гревот и грешниот човек. Впечатливиот приказ на Божјата безусловна љубов што Христос ја понудил на крстот на Голгота го надвладеело сето она што можеле да сторат сатаната и луѓето. Ѓаволот еднаш за секојаш победен. Борбата меѓу Христ и сатаната околу владењето над овој свет е завршена. Крстот за секогаш го решил тоа прашање. Исус Христос е победникот и нему му припаѓа сета слава. Сакате ли да воспоставите лична врска со Творецот кој умрел за да ни ја покаже својата неспоредлива и непроменлива љубов? Што чувствувате кон оној што дошол на овој свет како човек и умрел наместо вас за да ве спаси од последиците на гревот? Би ја наведнале ли главата да му се заблагодарите на Исуса и да побарате тој од денес да го превземе водството во вашиот живот? Да се помолиме. Драг небесен Татко, Ти благодарам за Исусовата победа над сатаната. Ти благодарам што на крстот толку милостиво ни понуди проштевање на гревот. Те молам, дојди во моето срце и бори се против мојата лоша природа. Земи го целото моje битие. Помогни ми секој ден да останам близу до Христа. Ти благодарам во името на Исус. Kaj tebe jaz pa sokri me, ti po prekratki svoj ranecu i slobovo duša zemi me, od tvoj krilja zemi me, od tvoj krilja da se smiram, Bože moj, pod tvoj krilja da se skrijam, da se smiram, Bože moj. Nemam jaz spokojstvo i večen dom, Полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Почитувани гледачи, би сакал да и денес ви ја понудам Библијата.
на српски јазик, Свето писмо, латиница, вие кои сакате да читате српски јазик, да имате Библија на српски јазик, повелете, ви нудиме бесплатен примерок, ваше само да ни се јавите на нашиот дежурен телефон 077 819 828 и ова Библија ќе биде ваша. Значи, пишете ни слободно. Доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, исто така ви нудиме бесплатен курс онлайн, значи библијатазборова.м, каде видиме сега самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Дојдевме до крајот на ова наша денешна утринска програма, односно емисија, почитувани гледачи. Благодарам што бевте со нас. Ова емисија може да ја побарате на нашиот YouTube канал Адвентистичко радио Глас на надежта, да споделите ова емисија со ваши пријатели и роднини. Ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.